Новата директива на Европската Унија за третман на комунални отпадни води би можела да доведе до повисоки цени на лековите, особено на генеричките, предупредуваат фармацевтските компании и експертите од индустријата. Според новите правила, фармацевтската и козметичка индустрија треба да сносат најмалку 80% од трошоците за дополнителен напреден третман на отпадни води, што ги отстранува микрозагадувачите, вклучително и остатоците од лекови. Представниците на индустријата тврдат дека производителите на генерички лекови би можеле да бидат најпогодени, бидејќи работат со ниски маржи и строго контролирани цени. Меѓутоа, од здравство негираат дека постојат ризици од соочување со значителен недостиг на хронични терапии и демантираат фрапантно зголемување на цените на лековите. Согласно националната ценовна политика, посочуваме дека цените на лековите што се издаваат на рецепт се регулирани и референтно утврдени, па простор за драматично зголемување на цените не постои. Секој зголемување на формираната цена на секој еден лек на рецепт треба да биде одобрено од државата. Воедно, нагласуваме дека не постојат ризици од соочување со значителен недостиг на хронични терапии. Сепак, индустријата предупредува дека дополнителните трошоци би можеле да доведат до повисоки цени на лековите, повлекување на одредени терапии од пазарот и зголемен ризик од недостиг. Европската асоциација на производители на генерички лекови го наведува примерот на лек за дијабетес, чија цена би можела да се зголеми и неколку пати во одредени случаи. Од друга страна пак, особено предупредуваат за антибиотиците што завршуваат во реките и подземните води, бидејќи, како што тврдат, постојните системи не ги отстрануваат доволно ефикасно.